Започнаа великденските чествувања. Денеска е Велики четврток, ден кога Светата Црква се спомнува за последната вечера на Христос со апостолите, јудиното предаство и судењето на Исус Христос. Светата Црква ги одбележува овие 4 настани кои се поврзани со Велики четврток. Тоа е Христовото миење на нозете на апостолите, тајната вечера, исклучувањето на новиот завет помеѓу Бога и човекот со востановување на Светата Евхаристија, односно Светата причест, прошталната беседа на Господ Исус Христос со учениците на Сион и првосвештеничката молитва во Гециманската градина и предавањето на Богочовекот и неговите страдања. По традиција на овој ден рано наутро пред изгреј сонце домаќинките вапсуваат 3 јајца со црвена боја, од кој се верува дека првото има магична муќ. По обичај на овој ден децата се капат со црвено јајце и здравец да бидат бели, црвени, живи и здрави. Потоа првото вапсано црвено јајце се става под икона, бидејќи се верува дека ќе го штити семејството од болести и несреќи. Поради тоа станала традиција првите 3 јајца да се вапцаат во црвена боја, од кои се смета дека едното јајце е за Господ, едното јајце за домаќинството, а едното јајце за главата на семејството. Некои вапцаат и само едно црвено јајце, со кое што потоа ги бањаат децата. За традицијата и техниките на вапсување јајца со природни бои, како што тоа порано го правеле нашите баби, денеска учеа најмладите во градот. Во Домот на културата Ацо Шопов се одржа креативна работилница, на која пензионерките од Штипското здружение ги учеа помладите како порано се вапсувале јајца. Нашите баби и ние зимаме соливчиња, па ги мотаме у чарапи, најлон чарапи и ги ставаме варат се и кога излезат варените јајца, извадиме ги ливчињата и со боичка малку остане си и се многу убаво. Оваа едукативна практична работилница ја организираше Центарот за култура во соработка со етнолошкото одделение при Штипскиот завод и музеј, со цел младите да ја запознаат и продолжат традицијата на вапсување на јајца со природни бои, како здрав начин на живот, без комерцијализација на вредностите за овој празник, наметнат од трговците, желни за профит. Решивме да го покажеме, да демонстрираме традиционалниот начин на вапцање на јајца, а тоа со природни бои од растенија кои што при варењето испуштаат бои. Така цвеклото дава прекрасна бордо боја, морковите даваат портокалова боја, кромидовата лушпа дава црвеникава боја, исто така и броколата, спанеѓокот кои што даваат зеленкаста, односно кафеава боја. Младите научија дека и бојадисаните јајца на природен начин се убави и здрави. Верувам дека мојата баба така со мама работела, но мама секогаш со фарби заедно ги боим. Ние ставаме некои ливченца, детелинки, трева, а боја добиваме од цвекло, морков и некој вид на трева. Црвената боја е боја на радоста. Великденското јајце има голема символика во христијанството, па од тука и црквата го прифатила како своја традиција и представува символ на Христовото воскресение.